Почитувани, текстилните фабрики кои што ги уништи Црвенковски и неговите транзицијски поетачи се следниве: Готекс од Гостивар, Аделин Денка Крушева, Кожарскиот комбинат Годел, фабриката за синтетички влакна Хемтекс, Стококоп, Мирка Гинова, Битола Текст, Фротирка од Делчево, Астибо Штип, Битолска пределница, Трикотажа Битола, Кожара Гоце Делчев, Политекст од Прилеп, Билјана од Прилеп, Нокатекс од Верекс, Кожара, Сфилара Битола, фабриките за текстил Карпош од Крива Паланка, Единство од Струмица, Преспатекс, Македонски фолклор и така натаму и така натаму и така натаму. Почитувани, неприфатливо е со монтирани селективно избрани посети да се создава впечаток за невиноста на Бранко Црвенковски. Во времето на владењето на Бранко Црвенковски СДСМ беа отпуштени 198.364 работници од своите работни места. Беше уништена текстилната индустрија. За разлика од нив, владата предводена од ВМРО ДПМН го намали персоналниот данок за 10%, со што државата има најнизок рамен данок во цела Европа. Владата предводена од ВМРО ДПМН донесе одлука за намалување на повеќе други даноци, со што ја олесни и подобри деловната клима за повеќе текстилни фирми и други предпријатија. Владата донесе одлука за намалување на социјалните придонеси за 10%, односно од 32 на 22%. Во време на владата предводена од ВМРО ДПМН за прв пат во историјата на Република Македонија донесена е програма за поддршка на текстилната индустрија со предвидени над 5 милиони денари како поддршка за текстилната индустрија. Знаеме дека постојат уште многу предизвици и проблеми, но оваа влада е прва влада која што ги решава проблемите на граѓаните. Граѓаните на Македонија и Македонија паметат. Погledajte прашање? Не. Благодарам.